Во Македонија се поскапо се живее, ама владата никако тоа да го види. Иако инфлацијата за април падна од 14 на 13%, сепак таа и натаму останува двоцифрена. Министерот за економија се пофали дека за тоа придонеле владините мерки, конкретно околу ограничувањето на цените, и најави нови кои биле во преговори со коморите, ама какви не кажа. Според него, храната и горивата кај нас биле најевтини во споредба со другите земји од регионот. Тоа што беше договорено меѓу владата и стопанството генерално беше дека трендот на намалување ќе продолжи. Тоа не беше почитуване во голема мера од страна на одредени производители, одредени трговци, и ние почнавме токму во тој период да носиме административни мерки согласно законот за трговија. Замрзнатите цени ќе останат во сила до крајот на месецов, но ако е потребно, вели министерот, тие ќе се продолжат. Рече инспекцијата поднела 3 пријави до оние компании кои работеле спротивно владините наредби, конкретно во делот за ограничување на цените. Имаме 3 кривични пријави поднесени од страна на финансиската полиција за увозници на овошје и зеленчук. Не би сакал да ги кажам имињата, пошто тоа е друга власт, значи тоа е работа на обвинителството и на судството. Дека во пракса не може да се види реално поевтинување говори и државната статистика. Иако инфлаторната спирала благо попушти, инфлацијата е далеку повисока ако ја споредиме со април минатата година, кога таа за прв пат забележа двоцифрена стапка од 10,5%. Иако се суди според досегашното искуство, министерот рече дека намалување на инфлацијата очекувал кон почетокот на летово, кога таа, како што рече, ќе била повторно едноцифрена.